Најлесно е да се откажеш, и ако се откажеш ништо не губиш, буквално се предаваш некој друг да ти го земе местото од тебе. Мало дете од 10 години зашто да не игра и кошарка и фудбал? Свеш учиш на пример ако сака нека одбере кошарка, ама ќе научи моторика на пример за фудбал, од фудбал што може да му помогне у некој движење у кошарка. Си играл цело време и доаѓаш и не играш и као срам те фаќа другите што ќе мислат ово, не им се скрши такмица, не играм. Не играм до четврта четвртина. Ми вика да се договориме, сакам да те земем у прв тим. И сега ја шок, знаеш, од кај нигде никаде ми викаат у прв тим сакам да те земем. Дешава нели во било кој спорт и надвор од спортот, на работа, кај да се луѓето, да те фати нервоза, некој да ти изнервира, некој. Андреј, како си? Јас сум одличен, одморен, спремен за следната сезона. Најпрвин за предсезоната, цело лето да тренирам, да се спремам и да бидам во најдобро светло за следната. Ти како си? Добро сум, еве, превршуваме, ние наша сезона само што завршува, таман некаде се фаќам, знаеш, исто со кошарка, и овие неколку дена ги снимаме, овие неколку недели ги снимаме некои од последниве епизоди што после тоа кидат во јули, па вака и еве. Сега снимаме со тебе крај на средина на јуни, ова кој знае која ќе искочи. Ама баш ми е мило еве што после долго договарање и некое време збориме, ти имаме тука кај нас да збориме со тебе за менталното здравје, за кошарката, за спортот. И би сакал да почнам и со тебе со првото прашање кој што секој еден го добива овде. Што е за тебе ментално здравје? Па, значи, за ментално здравје немам ни јас многу размислувани и иако сум бил и у спортска академија на школа и сум имал такви предмети, не сме учеле премногу за у тој дел, но според мене ја како што го сваќам, менталното здравје не е само во спортот или во кошарката, туку тоа влија и надворот во секојдневниот живот. Значи секој човек нормален треба да има нели ментално здравје во што му помага во секој дел од животот, да размислува добро, да знае да работи со пари, со фамилии, со секојдневни работи. И не знам, ментално здравје мислам дека е многу битно, а е многу прегледувано и не се размислува во нашиот регион, пошто не знам дали не е доволно развиена државата, мислењето на луѓето, мајндсетот и така. Да, и доста интересно, баш и кога се договарам со луѓе за да дојдат на подкаст и што ја ќе зборам сега за ментално здравје, не сум ја психолог, психијатар и се тоа, ама идејата и мене и на самиот подкаст ни е да, знаеш, менталното здравје за секој е различно и за секој се манифестира различно. За некој можеби ќе биде како пробува да најде некој баланс во неговиот живот, за некој пак е нешто поразлично, а идејата и највеќе причината зашто спортисти имаме на подкастов доста често е бидејќи гледам како менталното здравје влијае врз перформансот на еден спортист, бидејќи на пример ти можеби си осетил ако нешто не ти оди, дали нешто се случило дома или надвор од терен, тоа може да се одрази ако не се третира на некој правилен начин и на терен, и на тренинг, не можеш да дадеш се од себе. Па и имаш тука и односи помеѓу соиграчи, однос со тренер, има многу работи кои што влијаат, кои што може да ги гледаме како еден вид на ментално здравје во спорт. Да, па како што кажа ти прво, значи сите што доаѓаат нели ги прашаш истото прашање и секој нормално дека си има свое мислење. Не сме тука да кажеме дефиниција, туку да ти кажеме мислење наше, што мислиме дека е тоа, како да го подобриме, како зашто работи, зашто функционира. И секако секој си има нели како што кажав различно мислење. За на терен, за на надворот терен што ме праша како јас соработувам со тоа. Се справам уствари, извини. Значи се дешава, како што рече, со суди и со тренери, многу често се дешава нели во било кој спорт и надвор од спортот, на работа, кај да се луѓето, да те фати нервоза, некој да ти изнервира, некој ти дали да ќе сгрешиш па се нервираш и на себе се обвинуваш, али битно е да останеш ладен у главата, дали ќе биде тоа да изброиш од 1 до 10, од 10 до 1,
да се смириш малце, пошто со нервоза ништо буквално не можеш да само на полоша ќе одиш, не можеш ништо добро да извадиш од тоа. И џабе пробуваш ти после тоа да исправиш грешката со нервоза, само полоша ќе си направиш. И сите караници со тренерот, немаш влијание никакво ти над тренерот или над играчите, нема ништо не добиваш ти ако се расправаш на сред терен со тренерите или со играчите, само полоши правиш на екипата, треба да направиш баш подобро, да бидеш зрел во главата и да, као што се вика, да имаш нели ментално здравје за да придонесеш добро и на екипата и на себе и на секој околу тебе. Да. Е сега, некој си кој што веќе и професионално игра кошарка, од каде доаѓа таа некоја, или ајде, која беше тој момент кога свати дека кошарката ќе ти, или ќе се обидеш да направиш кариера во тоа? Па прво тоа беше пред 4-5 години и играв точно младински лиги, тука М16, М18 такви. И уште не сум ни размислил уште за сениори, со сениорска кошарка, пошто сум бил уште дете 15-16 години и сум ги гледал нели на телевизија и на утакмици сум видел по старите, пошто бев у работнички, идев работнички да ги гледам. И сум ги гледал и сум ги гледал како многу поголеми. Сеќаш ко ја кај ќе играм сега со овие, знаеш, не може сега, јас сум си М16 ќе си играм, нема да играм со сениори, кај ќе играм ја мало дете, сега со големите. И дојде тренер Тони Симич, тоаш у работнички, на прв тим, и почна ме зима на почеток на тренинзи само. Сега не памтам дали им фалеа луѓе или не знам што беше и нема вези, отидов тренирав. Јас не дека правев нешто многу играв нешто, ама ми беше многу добро искуство за да видам како работат со облекувална, како е, пошто многу имам разлика од луѓето у младинска до луѓето у сениорска кошарка. Не, повозрасни се со фамилии, со деца, со поголеми, повозрасни разговори, знаеш, по све, и таа транзиција ми беше многу добра, пошто ми се погодија многу и луѓето тамо во екипата што беа. Многу беа дружелюбиви, многу и странци, интересно ми беше многу све, пошто прв пат ми беше и со странци, и со американци, знаеш, муабе да направиш, да размениш разговор. 15 години, да, и сега ќе ти каже, например, на колеч како играл, шо играл, со овој бил другар, со Кари бил другар, и интересно ти е, детски. Да. Детски муабет. И така почна се на тренинзи, али пак ја на почетокот си бев како детенце да сум тамо, знаеш, како да сум си на екскурзија, знаеш, интересно ми е таму и си ги слушам сите, си играм, знаеш, така. И од следна година, пошто бев многу мал, тоа што младински играв и трета лига уствари и не смеев да бидам ни у состав у прва лига. Да. И следната година завршив, мислам дека со младински, М18, мислам дека завршив и дојде Мите Мираковски, тренер у работнички. Тоа што ствари имаше цела као реконструкција, мислам дека и во и директорско место и стручен штаб и све, и ме седна Мираковски и Веселиновски Горан, ми вика да се договориме, сакаме да те земеме у прв тим. И сега ја шок, знаеш, од кај нигде никаде ми викаат у прв тим сакаме да те земеме. И ја одма се напалив, викам јако, ајде, може. И идеме, седнуваме, разговараме, све се договараме, ја нормално прифаќам се од младинско прв тим, не може да не прифатиш. За работнички. Така, за работнички. И сега не знаев како ќе ми биде на почеток. Се договоривме све, почнавме со припремамо, си викам, знаеш, нема да играм, сигурно. Прв, до 17 години имав, тоа бев најмлад од цела лига, немаше ни еден помлад. И почнавме со припреми, знаеш, на тренинзи така, не игра. И предходно, пред да почне сезоната, предходните сезони, знаеш, сум играл младинска и цело време сум бил најдобар во екипата. Може да се каже, мислам највише сум играл. Да, бе, сме играли против тебе, знаеме како. Да, и знаеш, навикнат младинска, по 40 минути играш, си играш главен играч, лево десно си шутираш, си играш што сакаш правиш. И одеднаш доаѓаш у сениори, доаѓа прва утакмица. Игравме, памтам, против Феникс. Ова беше пред 3 сезони. Играме против Феникс и доаѓам ја на загревање и очекувам да играм, идам прв на загревање, 2 сата шутирам, правам се, загревам. Почнем утакмица, не играм до четврта четвртина и мислам дека губевме некој, не знам кога изгубивме, мислам дека да, некој 10 разлика и ме стави последни 30 секунди, нешто така беше, последни 40 секунди. И ја влагам таков цел
усраме нервоза, страв, вика ме гледаат сите од страна, срамота, не играм, знаеш, така се осеќаш, знаеш, си играл цело време и сега доаѓаш и не играш, и као срам те фаќа другите што ќе мислат ово, и ми се скрши цел филм. И дојдов дома, пошто прв пат ми се десило тоа, дојдов дома пред моите, со плачење им дојдов и им викам како што ќе правам, ја не можам да играм, не сум за тука, како такви ми се скрши цел филм, знаеш, на дете плюс уште не 17 години. 17 години, да. И као течеше сезоната, знаеш, секој утакмица малце поише и играв, се докажав на тренинг, се тепав многу. Тоаш знаев дека 17 години, сега не сум ни искусен ни ништо и сега знае дека со напад не можам ништо да направам. Сега не можам да идам и коши само да дам, што сега најмал идам с коши ќе дам. Викам ќе се тепам од одбрана, па ако ме стаи и се почнав од следниот тренинг. Викам има ги истепам сите, викам одбрана ги бркам на цел терен, фаули ово, не на утакмици исто. И за тоа ме фалеше мите највише. Вика, го 17 години овој, копили мал, вика, само највише одбрана, вика, сите други вика стоите. И така, само на почеток ради тоа ми играше, ме ставаше секогаш најдобриот да го чувам, пошто најмлад, највише енергија и го бркам, сега, не дека сум играл нешто добро одбрана, туку од желба што сакам да се докажам. И така кога течеше сезоната, не знам што многу работи се изнадесија таа сезона, имаше повреди, имаше проблеми финансиски све и ми се погоди немаше кој да игра. И на крај на сезона плейоф играв по 30 минути секоја утакмица. И ми играше стварно многу ми играше на крај, пошто немаше кој ти викам и се докажав дека сакам да играм, сакам да се покажам. И така таа сезона така си пројде. Следната сезона имаше пак исто турбуленции. Првата сезона бев задоволен, на почеток само ти викам не играв, после тоа беше нели се докажав и играв, се тепав, се правев све, не знаев ништо правам, пошто бев мал, уште неискусен, уште нервоза ме фаќаше пред утакмици, премногу страф, ово дека се постари, ама така пројде. И после таа сезона, нели се почна сезоната, имаше многу јака екипа, работнички имаше многу добар буџет и се земаа многу јаки странци и македонци дури, не само странци. И трна сезоната и мене ми се намали минутажата, пошто имаше многу добри играчи. И така пројде сезоната, исто бев разочаран, знаеш. Нормално сакаш да играш се поише, сакаш се подобри, знаеш, од претходно кога си играл поише, си викаш следната година и уште поише сега ќе сгазам, ќе направам ово она. И такви ситуации се десија и морав да, знаеш, ми се намали ролата во екипата и бев втор, трет плеймейкер и немав толку многу минутажа. Али така пројде сезоната, не беа, знаеш каков крај имаше, изгубивме од Пелестер во полуфинали, не беа задоволни, никој не беше задоволен нормално со резултатот, пошто се имаше најголеми очекувања, се одеше на титула да се стигне до финале и да се освои. И таа сезона така пројде, јас разочаран цел, па имав репрезентација тоа лето. Игравме во Полска бевме и после тоа ми остана уште една година договорот од работнички. Тоа беше оваа сезона. И кога седнав уште да со директорот и тренерот, и го има доста големи очекувања, сакаа да ми играат, сакаа да ме развијат, сакаа да имаат играч, нели, од работнички да им искочен и им верувам, знаеш, им верував дека сакаат да и они навивачи и играчи сите сакаат да сум дел од екипата и да бидам главен, да бидам голем дел од екипата. No. И кога што почна сезоната, се виде, знаеш, не беше како прошлата сезона да има толку многу играчи, имав повеќе слобода, знаеш, да играм. И исто така и оваа сезона, сега не знам дали имав јас среќа или ми се погоди, но мислам дека мора секогаш за секој играч да се деси нешто, например некоја мала повреда, некој друг играч, нешто такво, финансиски проблем, нешто такво да се погоди тебе као млад, да те става да играш пред постариот за да се покажеш, No. знаеш. Мора некој стучка на околности да се десат за да ти да дојдеш до цела се до израз, да. Шанса, Да. И такви некои работи пак се десија оваа сезона. На почеток на сезоната буквално тренираме и доаѓа првата утакмица и имавме странец еден плеймейкер, Србин, се повреди и одеднаш кај јас станав единствен плеймейкер, знаеш, од лани што беа 3, сега сум 1. No. И првите неколку утакмици играв 40 минути. И тоа беше, мислам, добро да му се покажам и на тренерот и на сите други дека можам да се држам со сите у лигата, дека можам да играм, дека иако сум прв плеймейкер, иако сум млад, дека пак можам да се носам со нив, дека не сум некој хендикеп па да мора
да менјаат, да барат нешто друго и така секогаш идеше сезоната, напредував се поише, тренирав, највише искуство од утакмици нормално црпев, што играв се поише и поише. И така до крај на сезоната бев, знаеш, у топ 5 петорка у екипата, знаеш, у први 5. И тоа сум среќен што добро пројде индивидуално за мене сезоната, тимски секако можеше подобро да заврши, но нормално имавме, сите знаат, као јавна тајната дека имавме проблеми и со финансии, и со сали, и со све и свашта. Да. Ама останавме буквално, среќен сум што останавме цела екипа и тренери и се до крај заедно и као не се откажавме едни од други, иако имавме секакви проблеми, имавме право да се нервираме и да си отидеме и да не овако, останавме заедно и се изборевме до крај, дававме се од себе. Да. Се сега да те прашам, едно нешто што би додал на тоа што збориш, дека да, постои тоа дека, знаеш, некојаш ти мора нешто да се случи за ти да добиеш шанса и за жал најчесто се случува за сметка на некој друг, ама мислам дека ако, еве тие работи што ти ги кажа, ако ти не си давал се од себе на тренинг, не си се посветил повеќе и тие први некои моменти си ги земал кај па ајде не ми игра тренерот, ја ќе си идам, не се замарам со прва екипа, ќе си терам 18, што ми е гајле. И ама ти бидејќи тоа си го направил, затоа ти се случува сето тоа. Ако ти чекаш на шанса, ама не работиш ништо кога ќе добиеш таа шанса, знаеш, многу е потешко. Да, и со многу помали, што мислам помали, некои 2-3 години, што уште не се у сениори, што уште у младенска, сум правил мобет и ме прашувале, знаеш, пошто сум еден од помладите сега што играат у прва лига и ме прашуваат, си правиме мобет и се им кажувам буквално ако сакаш ти да играш, дали кај нас у прва лига, кај да е, што и да сакаш да правиш, му викам, само не се откажувај, пошто ја како што кажа ти се ако не ми играле прошлата година, значи сум можел нели лесно да кажам не можам сега да идам на тренинзи, сега не можам да се замарам и нормално така се само надоле кидеш, ако не се бориш. Ќе си играш втора лига, ќе идеш у друг клуб. Ја прошла година еве не играв толку на утакмици, ама на тренинзи највеќе се тепав од сите, иако знаев дека нема да играм, пошто знаев дека тоа е добро за мене прво, за мојот имидж, за мојата слика пред другите играчи, пред другиот тренер. И знаев дека ако тренирам јако и појако од сите, знам дека ќе напредувам, иако не играм, знам дека само подобро нешто може да се деси, не може полоши, подобро на екипата и за себе. Да. А може да кажам не се замарам, викам играјте таму, ајде да си седам да си одам на тренинзи, пешки да не тренирам, да не идам у теретана, да не тренирам индивидуално, што можам да правам освен надвор од такмици. И така ќе си останев, ќе си стагнирав во место, свееш. И тоа им викам тоа што ти кажав за на помладите, им кажувам да не се откажуваат, пошто најлесно е да се откажеш. И ако се откажеш, ништо не губиш, буквално се предаваш некој друг да ти го земе местото од тебе. И ако стварно сакаш да станеш кошарер, нема да се откажеш. Нема да се откажеш од тоа да се бориш и еден ден ќе си дојде што е твое, ќе си дојде на место. Буквално шансата еден ден ќе ти дојде, дали сега, дали за една година, дали за 5 години ќе добиеш ти шанса. И сега зависи какво е размислување, ако доволно сакаш да го правиш тоа, ќе останеш, ако не икаш, ќе се откажеш, ќе идеш да работиш нешто друго. И да. Но мислам дека тоа е една убава лекција за не само за спорт, туку за било каде се, нели, и без разлика што и да работиш, да, некојаш ќе мора да трпиш и да работиш на себе. Да. За кога ќе дојде таа прилика, кога ќе се укаже приликата, дали тоа ќе биде у кошарка, дали ќе биде тоа на работа или ќе биде на некое друго место, да можеш да се покажеш. Веќе ти ако не се работил на себе, после не можеш да и да ти дадат шанса, ти нема да искористиш. Да. Ќе си останеш у место, така. Да. Ти ако не си тренирал, ќе ти дадат шанса. Како што ти кажав, ќе ти дојде еден ден шанса, да. Сакал не ќе ти дојде. И ти ако не си спремен да ја искористиш, може никогаш да не добиеш една шанса. Да. Пошто се дешава некои луѓе да не добијат шанса и затоа се откажуваат. И затоа ако ти дојде прилика, мора да искористиш на 100%. Да. Баш како што ти зборев, ја што ти кажав што сум се тепал во одбрана, само што сум мавал, сум го бркал најдобриот американец низ цел терен. И така сум си ги добил минутите, како што си ка тие 5 минути сум си ги искористил и И затоа после можеш да играш 40 минути прва лига на 18 години. Да, таа е границата. Малце ти треба и среќа, и желба, и знаење за да се пробиеш. Тоа. Се спомна и нели, кој што каже ти јавна тајна е дека работнички поминуваше низ доста турбуленции, најразлични работи. Како на тебе тоа влијаеше и кои беа некои од работите кои што ти помогна да истраеш у целата таа, значи
промени неколку тренери, па проблеми со финансии, па немавте сала кај да играте годинава, пола од годинава, кажи речи. Кои беа некои работи што тебе ти помогна да се справиш со сето тоа? Па, значи ова како прво сениорско искуство со работнички ми беше многу добро, пошто буквално овие 3 години имам видено све, и добро и лошо и све, и буквално сега и да искочам надвор и знам како е да е лошо, знам како е да е добро, знам како да е без сала, но сега, например, ситуацијата у работнички мислам дека се подобри со тоа што имаат сала, со тоа што се гради у градски парк салата. Знаеш, ќе си има работнички свој дом повторно, и мислам дека буквално ќе се врати, да кажам, животот у работнички, ќе се вратат навијачи, ќе се вратат друго е чувството кога играш у градски парк него кога играш у Кале или у Борич или у Дуња или у кај да играш. Да. И со тие такви промени, со такви играчки и тренерски промени имам многу научено за кошарка и за живот, за буквално сите и тренерите и играчите зависат од тоа, знаеш. И сум гледал сите како работат и како не се откажуваат од тоа што го работат, пошто зависи животот, фамилии зависат, треба да храниш фамилија дома. Знаеш, не е туку така и овие 3 години не знам, мислам дека пораснав многу у работнички и како играч и како човек. Буквално многу работи имам видено, поише од некои постари што немаат видено буквално. И така, но среќен сум и не би променил ништо од оваа приказна што се дешаваше 3 години. И сум среќен и не знам, и да од почеток да би го повторил пак. Да. Као бидејќи работнички е клуб кој што знаеш сам по себе носи армија на навивачи и голема историја, богата историја. Колку тоа ти створи тебе притисок? Кој оке, да, на почеток ги добиеш тие минути од нигде некаде, ти се укажува шанса, играш, ама како постепено, нели, се протнуваш во првата екипа, колку дали го почувствува тој притисок? Па од сите страни, дали тоа ќе биде од навивачи, дали тоа ќе биде од самото тоа што играш за клуб како работнички, од социјални медиуми, од коментари од другите. Па немав толку многу притисок уште од почетокот, пошто знаеш од кога отидов у првата година у работнички за сениорскиот тим зборам, немавме толку многу јаки екипи, немавме сега некој притисок за резултати да освајаме или да направиме нешто такви работи. И затоа тоа ми беше добро колку да се внесам у сениорска кочарка, да видам како е, што е, пошто тешко е многу од младинска, например, сега не можеш да отидеш ти директно да освајаш титули у сениорски тим, знаеш, треба да се адаптираш, да се овако неколку години за да имаш шанса да направиш некој резултат. И уште од почетокот, пошто доста години играм више од работнички, од 12-13 години, не знам кој ми беше, 7-8 година, така нешто. И буквално бев навикнат, више бев научен, не знам, така како дете, знаеш, кога си научен за нешто, например, кога те научи татко ти да навиваш за некој клуб, знаеш, ти си научен на тоа и ти за тој ќе навиваш, разбираш. И сега ми ја бев како навикнат, ми беше не знам како да кажам, ништо ново не ми беше, све. И бев заљубен у клубот, ме разбираш. И кога отидов играв уште од првата утакмица, кога влегов 30 секунди, буквално играв со срце на терен, немав некоја, да кажеш, притисок или некој сам некојаш единствен притисок што ми се случувало ми било сам себе што си ставам притисокот за да бидам подобар, пошто секогаш што и да сум направил, сум мислел дека можам да го направам тоа подобро. И пошто знам, уште од тогаш сум сакал да успеам и сум сакал да напредувам и секогаш кога сум правил само добро, сум ги барал грешките за напредувам и да станам се подобар. Да, голем дел од кошаркари, поготово на тој премен од младинска во сениорска, не успева. Знаеме примери мал милион на кошаркари кои што
у младенска давале по 40-50 кошеви по утакмица, после кидат у сениорска и нема. Што тебе ти помогна највеќе за да направиш тој џамп? Бидејќи да, ти го имаш тој мајндсет, ти си работел сето тоа, ама од каде извира сето тоа? Па, како што кажат, дека многу играчи од младенска у сениорска не успеваат, има многу причини за тоа. Прво, мислам дека треба нешто да се смени тука во системот во која се пребацува од младенски во сениорски, пошто ја и ти да сме тренери реално би играле попрво некој поискусен од 25-30 години него млад од 17 години, реално се да правиме муабет, ако сакаш да имаш резултати. Ако имаш цел да развиваш млади, тоа е друга причина, ама тоа кај нас не постои, како на пример у Србија, у Мега, што е у такви некои држави, си има екипи што играат со млади играчи и прават резултати. Не само што играат и да губат све, туку имаат и прават резултати. И имаше пред 2 години кој играв ја, пред 3 уствари првата сезона моја имаше правило да играат два странци. Два македонци уствари, петорка мора да има на терен. Па следната година го намалија на еден и затоа уствари мене ми падна минутажата, да. Не заборев тоа да го кажам, што еден македонец само можеше да има на терен, мораше уствари, да, и сите играат со 4 странци, знаеш. Да. И тоа е многу лошо за македонски играчи. На пример да се намали бројот на странци на 1 или на 2, тоа ќе мора да се развиваат млади играчи уствари, не треба да се чека на пример за промена на генерации да дојдат за 10 години да се пензионираат едни да дојдат други. И само така нашите уствари млади играчи, млади можеме да ги кажеме на 25 години, добиваат прв пат шанса, свееш. Некои што сега имаат 20 години не играат, чекаат да се пензионираат другите за да играат, свееш. И тоа е тоа. Мене, кога што ме праша што ми помогна највише, значи кога се деси пред короната, тоа ше бев многу дебело, не бев уопште ни еден од подобрите ни за репрезентација, не ме зимаа младински ни ништо. И нешто ми се деси у главата тоаш кога удри короната, тренерот Андреј Лечич, сега во Америка он тренер, ни праќаше, знам, пошто не се тренираше ради ковид, ни праќаше некои видеа, клипови од тренинзи на Месенџер, имавме група и нешто кардио беше, кори кардио, такви работи и викаше мене, ти прај ги специјално, нешто дупло прај ги ти, да дославеш, ми вика дебел, нешто така ми збореше, ме заебаваше цело време и ја почнав, не знам што ми се деси, ми кликна нешто у главата и почнав секој ден онака по 3-4 пати на ден да тренирам, станав у 7 сабајле, сум скокал на јаже, па после идам на кош да шутирам, па после се враќам ги правам тие видеата, па вечер пак идам правам стомачни нешто, па идам не знаев што правам, пошто прв пат почнав да вежбам, ама знаеш, кога почнеш функционира, што и да правиш ќе функционира нормално. И после короната не знам колку не се тренираше, можда беше година дена, не знам. И се вративме на тренинг како нов човек, знаеш, извишен, ослабен, цел таков. И одеднашка почнав да се држам со сите, претходно бев послаб од сите, и одеднашка почнав да се држам со сите, дури боле да бидам од другите, побрз, поскочен, све така атлетски многу подобар. И почнав тоа да тренирам индивидуално поише и напреднав и кошаркарски. И следната сезона, кога што почна сезоната, се си тера, ја не знаев, немав некои очекувања дали да освоиме, дали она. И одеднаш почнав да отидов на терен, желен да играм, да се докажам, и само одеднашка бев подобар од сите. И доја крајот на сезоната, М16 беше тоа, земав MVP тамо на младинска. Околно не ми се веруваше после тоа кога се деси, кога си го навраќа филмот, кога си викав пред 2 години бев дебел буцко, не знаев да трчам, не знаев да тапкам ништо, не знаев, буквално ништо не можев да пројдам никого, че бев, знаеш. И тренирав, си викам и глеј, чим ова го направив, викам све може да се деси, чим све можам да направам, чим ова го направив. И знаеш, тоа ми влезе у глава и си викам кога чим тоа го направи, знаеш, зашто не можам ова го направам. И следната година играв М18 со постари и таму освоив MVP. Со една година постари. Да. И викам чим ова го правам, чим сум стигнал до овде, зашто не можам поише направам. И после таа година ме зема у сениорски тим и така уствари се мотивирав само главата и верував дека се што сакам, ако работам доволно, дека можам да го остварам. И тоа ми беше некоја како мотивациони говори у главата и ме бутка уствари за да бидам подобар. Да, многу интересно бидејќи тоа што ја кажа и преска и се ако се соочиш, знаеш, ако се соочи со нешто кое што
може би те тера да научиш некои работи, например, не знам, ако тоа во Америка, секогаш го земам тој пример, нели, голем дел од црношкоци играат различни спортови. Значи ти ако си Андреј кошарка, тоа ти е меин спорт. Да. Ама таму кошарката е од ноември до март. Пред тоа имаш амерички фудбал, после тоа имаш бейсбол. И сега ти ако играш амерички фудбал, ти нема да бидеш најдобар од тоа. Да, ама пак ќе научиш како да се справуваш кога си знаеш ти кој што каже ти, дојдеш у сениорска и сите, знаеш, ти си последен. Да. И сега треба да веќе ти ако го имаш тоа искуство од друг спорт или од друга ситуација кај шо, чека бе, ја не играм. Не сум навикнат на тоа, нон-стоп играм, прва постава кошак. И ги учиш тие некои работи, исто како ако си научен твоја ситуација, ја не знам како да се помине некој друг, нон-стоп сум бил позади сите, нон-стоп и ќе лажа и сето тоа. И веќе кога ќе, знаеш, кога ќе ти кликне тоа што кажа ти, кога ќе го имаш тоа, многу е полесно и повеќе, знаеш, пошто веќе си се соочил со работи кои што мислел дека се непобедливи. Ја, како што кажа и тоа за Америка, тоа што тренираат повеќе спортови одеднаш, е добро, тоа треба и кај нас да се применува, знаеш. Например, мало дете од 10 години, зашто да не игра и кошарка и фудбал? Сега учиш, например, ако сака нека одбере кошарка, ама ќе научи моторика, например, за фудбал, од фудбал што може да му помогне у некој движење у кошарка, свеаш, или за било кој друг спорт. Што заборев ти кажам преска, малце надвор од тема сега. Втората година што ти зборев, што не играв толку многу, што беше со еден странец, со еден македонец у екипа што мора да игра. Таа сезона уствари многу мене ме научи како да дека морам да тренирам за тоа што сакам да го добиам, дека да никогаш да не се опуштам, знаеш, кога ќе направам нешто добро. И ме научи дека ми дојда многу подобри играчи од мене и кај мене у екипа и надвор од другите екипи, појака беше лигата лани од сега. И знаеш, ми покажа колку ствари јас треба да бидам добар и колку ствари ја треба да бидам да дам се од себе и колку треба да се борам за да имам шанса да бидам на сличен левел со другите играчи. Свеаш, треба ме научи дека треба 150% да тренирам поише од другите за да можам да ги стигнам. И така ми беше како прошла сезона, не ја гледам како некој failure, туку гледам како поука. Сега у секоја сезона, у секој нешто што се дешава, пробувам да најдам нешто добро. Пробувам да најдам поука и тоа ми беше поуката од прошлата сезона, да бидам константен, да видам колку треба да се тренира вистински, пошто ги гледам другите професионалци како тренираат, да научам како нив како треба да се тренира за да се стане најдобар. Да. Кога сме кај професионалците, кај постарите играчи, што е едно нешто или повеќе нешто што си научил од нив, у овие неколку години од кога се имаш пробиено таму и имаш изборено за играње исто. Ама кои се тие работи кои што си ги научил од нив, а кои што, например, некој помал, Андреј од пред 3-4 години не ги знал? Па, овие 3 години, пошто нели обично кога ќе отидеш у сениорски ти имаш по 2 тренинга на ден и повеќето од времето ја поише сум седел со играчите него со моите дома, со фамилија. И не многу работи пошто играв од 17 до 20 години таму. И буквално најобични секојдневни работи сум научил од постарите што ги имаат поминато, што имаат више и деца, фамилии, знаеш, како например собраќај ги нешто сме се возеле, па така сум научил нешто кај треба да свртиш, кај треба да возиш нешто, она како гумплук лево десно, такви најнормални ствари. После тоа не знам, плаќање, идење, манири некои за кога сум бил најмал сум бил со постари, сум искал па ме частеле, па ме правеле и такви некои ситници што нели треба да ги научиш некако животот, јас сум ги научил од нив од постарите, пошто нели се нормално поискусни, ме шетале, ме правеле, па кога сме иделе у не знам на аба турнири, не знам у други држави за репрезентација, такви работи сум учел некои ствари од постарите. Да. Сега доаѓа репрезентација. Како, например, бидејќи имаш искусено и младенска и сениорска малце,
Какво е чувството да играш за Македонија? Па, не знам, јас кога играм, например, младинска пошто имам играно, знаеш, пред утакмицата и дури се загреваме се ми е најнормално, али после кога ќе почнеме да ја пееме химната, знаеш, сите се договараме, викаме најако да не слушнат сите у салона и другите тамо што ја пеат другата химна. Знаеш, почнам да се ежам кога ја пеам химната и тоаш добивам некоја додатна мотивација, не знам што е тоа, ти не знам однатред искача и ти идеш, знаеш, да искршиш се пред себе, знаеш. И добивам некоја екстра енергија кога ќе испеам химната и знаеш, сакам да дам се од себе за државата само. Тоа е за младинска, за сениорска имам многу малци играл, неколку утакмици само сум бил у состав, не сум ни играл нешто премногу, но се надевам понатака дека ќе биде се поише и поише. Да. Пак ама мислам дека барем за тебе би представувало некоја валидација дека тоа што знаеш си го играл не е само сплет на околности, Да. дека имаш добиено Да. повик за Има зошто се. Да. Тука е тоа е дефинитивно нешто кое што е доста важно и ако ништо друго ти дали те и сигурно ти представува некоја мотивација за понатаму. Па нормално дека ти представува, пошто чим тебе те избрали, има зошто те избрале. Значи, мислат дека ти си подобар од некој од твоите годишта, другите деца, сваѓаш. И тоа ми дава нека додатна мотивација и самодоверба нормално, за да можам да искочам и да играм, знаеш, самоуверено да можам да идам да мислам дека сум најдобар, разбираш, пошто ако играш и ако не мислиш дека си најдобар, никад нема да бидеш најдобар. Се реално да правиме муабет. И тоа, така, ја тоа го размислам цело време дека можам да бидам најдобар и дека сум и мислам дека само така се станува најдобар. Да, една од работите е пред да почнеме да збориме малку за што е следно за тебе. Многу е, например, јас секој викам, едно 99% од деца што ќе почнат да играат кошарка не стануваат професионалци. Како тебе на тоа влијаеше фактот дека ти мора да се откажеш од речи си се, Да. за да се посветиш на сето тоа. И се не зборуваме за нели работи кои што се неважни. Зборуваме за како балансираш училиште со игра, како балансираш социјален живот или немањето на социјален живот со другите твои врсници. Па за тоа сум многу благодарен на моите родители што биле буквално цел живот, пошто видоа дека сакам да станам кошаркар и ме поддржуваа буквално во се. Надвор од кошарка не ми правеа притисок за оцени за такви работи. Паралелно идев и у школа, не знам која бев тогаш кога почнав у прв тим да играм, не бев трета година може бев така нешто. И не ми правеа уопште притисок да имам сите петки или да имам нешто добар просек, туку само колку да, знаеш, да учам се, да не бидам неписмен, да не останам, али да пројдам школата. И јас за тоа ќе им бидам благодарен цел живот, што никад не се откажале од мене, што цело време кога сум бил мал ме носеле на тренинзи, ме враќале, се фокусирале на мене, ми давале цело време добра храна да јадам, буквално се што може да се прави ми правеле и они буквално тој дел од денот кај што ќе ме носат, ќе ме враќаат, буквално го жртвуваат за ја да станам кошаркар. Они буквално се прават за да станам ја најдобра верзија од мене. И сега сум им многу благодарен на нив што и заради тоа успеав сега и да идам и во Америка и ми помагаат буквално за се у секојдневниот живот и тоа е за нив. Да, ја спомна Америка. Сакам да те прашам, ти завршува договорот со работнички. Што размислуваш во тој период кога, окей, што е следно за мене? Па, нели кога што доаѓа крајот на сезоната, мора да размислуваш и за следното што ќе правиш. И бев у контакт со еден менаџер од прошлата година од Полска, го запознав таму, пошто не бевме на европско у Полска. И тој уствари у Америка живее и има конекции со доста колеџи. И
Размислував одамна за на коледж, али предходно, пред да го запознам него, не сум размислувал толку сериозно, пошто, знаеш, сум си викал, абе, далеко е, кај ќе идам, не можам да се вратам, ќе мора да седам цела година, лево десно, али никад немав длабоко разгледувано за тоа и за Америка, и после тоа кога он ми праќаше знаеш, школи, услови, сали, лево десно и ми до глава си викам, ова е многу добро, знаеш, кога гледаш колку тренери имат околно, знаеш, за секој 20 играчи има еден тренер, знаеш, имаш индивидуални целори, имаш сала 24/7, имаш теретана 24/7, имаш буквално секакви услови што реално ги нема у Македонија ни приближно. И друг бенефит е што таму играш со луѓе твое годишти или блиску до твое годишти, знаеш, 2-3 години постари. И мислам дека таму можеш многу поголем експожер да се направиш на себе, можеш многу подобра слика да направиш за себе, можеш на поголемо ниво да се изгураш него што можеш од Македонија. И затоа уствари ја одбрав таа промена на средина и мислам дека ќе ми биде добра промена од ова и исто така многу ова што го имам пројдено тука во сениорскиот тим ќе ми помогне за понатака, пошто тамо 99% од играчите на коледж немаат играно нели професионално и немаат ни за постари играно ни ништо. И мислам дека од тој аспект ќе имам поише искуство од нив и мислам дека ќе ми помогне тоа. Да, си немал порано некоја прилика да идеш надвор? Мислам, бидејќи најчесто што се случува кај нас, тие што се подобри млади категорија, бараат како да излезат надвор. Не зборуваме за Америка. Сега Америка е многу по примамлива дестинација поради тоа што нели ги имаат променено некои од правилата за плаќање и за и начинот на како што ги третираат коледж атлетите. Ама си немал или не, дали имаш размислувано за Европа пред се во ова претходни неколку години? Па имам нормално, али татко ми мене уште од 15-16 години или тоа кога освоив MVP кована и одно почна се збори такви работи за странство лево десно и почна да искачаат некои знаеш, прилики да идеш да играш на пример, не знам кај, не е битно у некоја младинска екипа у странство. И мене татко ми уште од мал ми викал кога чекај рано и ја, знаеш, кога ти избори некој близок како татко на пример, така ќе му веруваш нормално. И така он си секоја година така ми избореше рано чекај уште една година, уште една година и така си пројдоа знаеш годините и сега дојде оваа прилика и сам си ја одлучив оваа одлука, знаеш, сам го одлучив ова. И пошто знаев дека сакам да одам, претходно не бев ни спремен реално, мал бев, сам треба да живееш и не е туку така лесно, треба сам да се одржуваш, сам да се храниш све сам. И сега мислам дека сум доволно возрасен да идам да живеам сам, да се одржувам сам. И тоа, а татко ми уствари беше најголем негативец за ова со Америка и не икеше да идам на почеток. И пошто таков он поше стара школа и не порано не икелеа за Америка да одат у Југославија уште кога биле колку ЕМБА играчи имало, не иделе никој ЕМБА. И нема везе, после тоа кога му покажав, знаеш, какви услови има, какви тренери, какви лиги, какви сали прво игра. И знаеш, почна му дојде у глава, му удри, вика, може добро да е ова, знаеш, и после некој време си рече, оди побрзо, ајде, вика, сега сум визова шо прават ови, ајде, не знам. Да, не, многу е интересно, знаеш, и самиот начин на работа таму, јас имам искусствено мал се, имам поминато една година в средно таму, и целиот мајндсет, целиот начин на работа е многу поразличен и ти си ставен на ситуација да, знаеш, ако не, се нема да кажам ако не успееш на тебе, ама имаш многу прилики за да успееш. Да. Од тоа да, ако што кажа, ти имаш услови кои што никој, ниту една екипа у Македонија ги нема. После на тебе, после тоа колку ти ќе си искористиш, кога се враќаме на прејаската, шансата како ќе си искористиш. Да, и мислам тоа што кажа ти е многу важно, бидејќи ти кидеш у екипа каде што ниту еден од твоите соиграчи најверојатно, поготово тие што идат нови, као тебе, некој фрешмен, нема да знаат како да играш со... Да, претходно играле у средна школа, Да. И нели што кажа тоа за услови, буквално не ти обезбедуваат се што ти треба,
за ти да станеш играч, но после на тебе е ти колку ќе напредуваш и колку ќе успееш. Да. И сега, кои се некои предизвици што очекуваш или за кои што си као па не знам како ќе помине ова, не знам како ќе биде ова во целиот цела ова ситуација. Па сум размислувал многу нели од кога потпишав со школото и се ќе биде ново, знаеш, се ќе ми биде нова средина, нови луѓе, нова лига, нови убави сали, убави топки, убави се буквално. И сваќам дека ќе играм со нешто помали луѓе со моја возраст и знам дека нема да ми биде лесно во никој случај, пошто ништо не е лесно, да беше лесно сите ќе стане, сите ќе иде, сите ќе игра. И знам колку треба да се борам и колку треба да тренирам повеќе од другите за да имам шанса да играм пред нив, пошто како и да свртиш ти си странец тамо и ја барем така мислам дека попрво би играле нивни луѓе американци пред мене и затоа имам голема мотивација да се покажам дека сум подобар од нив и тоа ми се очекувањата и тоа ми се само размислувањата, само идам за да играм кошарка, нели? И да се покажам, па друго се мислам дека ќе си дојде само по себе. Да. Ајде, превршуваме веќе некои 45 минути збориме, мислам дека за кај сака да те прашам, и го зборевме тоа и спомна ти некој, ама еве, ако има, која е некоја твоја порака до оние кои што можеби не гледаат, можеби се помлади од тебе, а се борат со, па не знам дали сум доволно добар, не знам дали можам да успеам, не знам дали треба да се посветам повеќе на кошарка или на било кој спорт. Која би била твојата некоја порака кон некој што од самиот разговор и тоа што кажа ти имаш поминато низ сето тоа? Па јас искрено би кажал за сите помлади што сака да се пробијат во сениорски тим на пример, како што кажав преска да не се откажуваат никогаш, да тренираат најако што може, ако стварно сакаат да играат, да не си го трошат времето, ако сакаат стварно да станат, да идат да тренираат како што треба и кога ќе стигнат више тамо, пошто ако стигнеш више сениорски тим, не е дека си успел и дека готово играш, туку треба и од тамо да се бориш, да станеш еден од главните играчи, пошто има разлика ти да си у тимот и да играш у тимот. И нормално е кога си млади, кога си 17-18 годишен да се дере највише тебе тренерот и возрастните, нели, тие да имаат 30 години, ти 17, нормално е да ти се дера, да те заебаваат, да си задно, треба све тоа да истрпиш и да прекјутиш, знаеш, пошто кога се караш со тренер, секој што ќе испадне управо и да не е управо, он ќе биде управо. Знаеш, се такви работи мора да ги истрпиш у себе и да ги нормално да ти се собира нервоза и буквално, знаеш, таква нервоза да ти се собира у себе и тоа треба само да го префрлиш у мотивација, да тренираш повеќе, да му докажеш дека он не е управо. Со тоа што ќе бидеш добар на терен. И тоа мислам дека е главна работа за млади спортисти што би ја кажал, што мене ми помогнала и што верувам дека на сите други би им помогнала. Треба било какво его што имаш да го трнеш на страна, пошто иако имав ја нели освоено во младинска 2 MVP поред и после тоа отидов во прв тим, тоа нема никакво значење у понатамошната кариера. Тоа е само знак кон другите дека си подобар од помладите, од твое годиште и тоа нема никаква врска со сениорите. Затоа секој его што го имаш, кога ќе стигнеш тамо треба да го трнеш на страна и буквално почнеш од нула, ти си најмал тамо, ти си според нив најслаб и така ќе те третираат на почеток и мора сам да се докажеш и да покажеш дека ти припаѓаш тамо и дека можеш да играш и можеш да придонесеш за екипата, иако си најмал. И за крај, како изгледа за тебе еден, да кажеме, ментално, физички здрав и успешен спортист? Кои се некои одлики кои што според тебе еден спортист кој што е, знаеш, знае како да се справува со сите овие работи изгледа? За физички збориш? Па и физички и ментално и, знаеш, во секој поглед. Да. Па значи ментално мислам дека повеќето
помлади имаат нели проблеми пошто не се ни толку искусни, ни не знаат како да се справат со нервоза, со такви работи. Мислам дека тоа со годините сигурно има и методи што можеш нели да го подобриш менталното здравје и за на терен и надвор од терен, но мислам дека тоа сепак се гради со текот на годините со искуството. Секој спортист мислам дека треба да има здраво тело, да има здрави навики, да се храни здраво, да се движи, да се тренира редовно и кога е надвор од сезона или и ако си на одмор мора да имаш некоја физичка активност, дали да пешачиш, дали ќе трчаш, дали ќе пливаш, знаеш, да колку толку да можеш да го одржиш телото, да не одеш на припреми на 0%, знаеш, да одеш барем на 20% со тоа што ќе го наградуваш тоа во целиот оф-сизон и во текот на сезоната, за на крај на сезоната да бидеш спремен. На 100% да бидеш. Да. Последно, почнавме со прашање од мене кон тебе, сега завршуваме со кое е твоето прашање за тие што не слушаат. Ако некој не изгледал сега до крај, цела епизода, што би ги прашал нив? А како мислиш зашто како би ги прашал? Што имаш прашање за оние што не слушаат? Па не знам што би ги прашал. Можеш билаш. Што да ги прашам? Сакам да ги прашам што значи за нив ментално здравје и сакам да ги прашам дали навистина сакаат да станат спортисти и дали би земале некој од моите совети што им ги давав за помладите и да ми кажат понатака дали им успеале и да ме спомнат мене, ако им успеале да Како кажат дека мотивација. од мене ги дознале. Да.